Забрзано се градат автопати, пруги, болници, училишта. Досега се реализирани 35% од планираните капитални инвестиции за цела година. Владата задоволна од динамиката на изградба. За подобро да се планира процесот, се формира комитет за јавни инвестиции. Наместо стихино планирање, ова тело треба стратешки да ги планира инвестициите над 5 милиони евра и да ги мери резултатите. Што ќе се гради, ќе се одлучува согласно јасни критериуми, визија и долгорочна стратегија, наместо врз импровизации. Мицкоски посочува дека листата на проекти вклучува изградба на пругите и автопатите долж коридорите 8 и 10, нови електрични локомотиви, завршување на објектите на Факултетот за физичко образование и Финки, Универзитетот Мајка Тереза, инвестиции во клинички болници во Тетово, Штип и Кичево, нови енергетски проекти. Овие јавни инвестиции е проценато дека би чинеле 3,3 милиарди евра во следните 5 години. За време на презентацијата од Министерството за финансии беше многу јасно објасната методологијата на како се доаѓа до овие јавни инвестиции, така што тоа е озбилна бројка. Најголемиот дел од нив се проекти поврзани со градежништвото. Тоа значи дека ако го поделиме на 5 години, ако почнеме да ги реализираме и обезбедиме финансирање, тоа ќе значи некаде отприлика нешто над 600 милиони евра годишно. Владата задоволна од тоа како се полни државната каса. Првиот квартал во наплатата на даноците е солиден. Има зголемување кај данокот на добивка и персоналниот данок на доход со двоцифрени проценти раст споредено со истиот период лани. Кај ДДВ има едноцифрен пораст меѓу 5,5 и 6%. Капиталните расходи се зголемени, исто како и исплатата на субвенции во земјоделството. Иако буџетскиот дефицит е 64% од планираното за цела година, министерката за финансии вели дека тој ќе остане согласно проекциите до крајот на годината. Државните финансии се консолидирале и покрај зголемените каматни трошоци поради направените долгови од претходната влада. Имаме поголеми каматни трошоци во однос на минатата година. Тоа се речиси 130 милиони евра. 130 милиони евра заради тоа што ја вративме дел од обврзницата пред време. Која обврзница? Таа обврзница што некој друг ја зема. Имаме 37% поголема реализација на субвенциите. Тоа се одлуки на министрите кои што сметаат дека во првиот квартал треба да ги исплатат обврските, нема да ги исплатат во вториот или во третиот, ќе ги исплатат во првиот. Од капиталните проекти кои се реализираат годинава, со забрзана динамика се гради втората делница од пругата кон Бугарија. Од Македонски железници инфраструктура велат дека се завршени 35% од активностите на делот од Белјаковце до Крива Паланка во должина од 34 километри. На тендер веќе се бара надзор за третата делница до бугарската граница, а на почетокот на мај ќе се објави и тендер за избор на изведувач на трасата. При крај се и активностите за изработка на физибилити студија за брзата пруга од Табановце до грчка граница, убедливо најробусен проект на кој се нафати оваа влада. Во услови на инфраструктурен бум од една страна, но и глобална криза од друга, индустриското производство во март пораснало за 3% наспроти минусот во првите 2 месеци од годинава.